Име на предметот: Римон, држач за Тора. Период датација: крај на 19 и почеток на 20 век. Потекло: пронајден во рушевините на една од многуте битолски синагоги. Материјал и техника: посребрен метал, техника на лиење, исчукување, гравирање и процесирање. Димензии: 26 на 9 сантиметри. Кратка приказна и опис. Римон или римоним, кога се работи за пар, е хебрејски назив за украсните држачи поставени на Светото писмо на евреите, Тората. Тора на хебрејски значи совет, поука или закон и ги представува првите 5 книги од Библијата. Таа јавно се чита во еврејските храмови, синагоги, обично во сабота, како и во понеделник, четврток и на еврејски празници. Ова ритуално читање се прави од специјално рачно напишан свиок или ролна, дизајнирана токму за таа цел. Свитокот секогаш се украсува со споменатите скапоцени украсени држачи, римоним, кои се еден вид на сведоштво и доказ за светоста на Тората како жив Божји збор. Представениот римон е изработен од посребрен метал со димензии 26 на 9 сантиметри и е во форма на калинка со долга шуплива рачка која се поставувала на Тората. Римон во превод на хебрејски значи калинка, форма која често се рефлектира во формата на украсните држачи, како што е прикажаниот предмет. Овој римон во форма на калинка е декориран со растителни изгравирани украси во форма на цветови и алки, на кои биле прикачени украсни звончиња. Звончињата пак се користеле така што кога Тората била изнесена од ковчегот за читање, присутните во храмот да го слушнат нејзиното присуство, да престанат со своите приватни молитви и да се посветат на службата и на обредното читање. Предметот на врвот има надпис на ладино јазикот на сефардските евреи, кои со векови живееле во Битола, кој за жал се уште не е преведен.